уредено да мора да присуствува. И да се вратам на овие полицајци што издаваат на картелите. Она што е битно да се знае дека ова не е изолиран случај. Ова е најмалку трет случај на луѓе од негово обкружување да бидат умешани во сериозни скандали и горе-доле случаевите се покриваат. Се покриваат затоа што они сметаат дека они имаат право, затоа што се на власт, да тие случаеви и бидат покриени или забошотени. Јас ќе ги спомнам тие три случаеви, односно уште двата случаи, и ќе ризикувам и да ви бидам досаден. Обично пак на ботовите од штабот и на вистинските љубители на неговото политичко божество Мицковски, ова им создава нервоза. Па ќе речам, имате други подкасти, гледајте си ги. Таму има хвалоспеви од јутра до сутра. Ја пак ќе речам, покривањето на криминалот со Делчевски ниви за мене е многу голем пример на корупција, а пак чудесно во прашање беше шоферно. Исклучувањето на начинот на да се зближат луѓето и да се помират различните фракции доведе до октруиран лидер и доведе до промена на името. Не сум во право. Мислите дека низ лична перспектива филозофирам? Па кажете ми дали јас се скарав или Мицковски се скара со Инфомакс? Па Инфомакс го бранеше најмногу. Кажете ми дали јас се скарав со Данела или се скара Мицковски? Кажете ми со Левица ја ли се скарав или Мицковски? Кажете ми после све дали јас се скарав? Да, јас се скарав со него заради Конгресот од 2017, ама он се скара сега со Груевски. Со човекот што го измисли. Со човекот кој што да не беше, он немаше никогаш да постои. И плановите, како да кажам, едно стратегизирање на Груевски се видливи далеку пред Конгресот, затоа што он го постави за генсек на партијата, кога никој не го знаеше. И тука сум кажал во тешки моменти, и сега ќе повторам, минеј се репетиција матер студиорум, ќе повторам дека луѓе кои што ги имаа податоците за членството на ВМРО-ДПМНЕ, кои што го знаеа до детаљ, тоа е нели Тодоров, кој ги фундаментализам да биде основа пред изборите за пресметка помеѓу македонците и албанците, а за да од таа пресметка ќарат бедни политички манипуланти на кои што не им е битно дали ќе погине македонец или албанец во тие пресметки, туку им е битно дали ќе добијат фотелја на државно ниво. И затоа не барам ни крстови да се поставуваат, нити џамии и дивоградби да се рушат. И после све, мислам дека ни тие со крстовите, најголем дел, а и тие со џамиите не се толку големи верници, за да на секој чекор дигаат дивоградби џамии. Мислам дека се користи религијата како алатка за манипулација на масите, исто кој што прават партиите. Исто така се користат верските објекти за одбележување на територија. И во една таква ситуација, човекот кој што стана градоначалник на Тетово со помош на Мицковски, Билал Касами, има ексклузивна политичка подршка. Па знаете, господа ВМРО-вци од Тетово, за кого гласавте? Немојте сега патриотизам, немојте сега судирате огради за крстот. Обештетување на семејствата кои што не се обештетени до ден денешен, на загинатите и на ранетите бранители. Ние тој закон ќе го поднесеме, очекувам широк консензус по однос на ова прашање. Но очигледно поголемиот, помалиот коалиционен партнер Влен не им дозволи. Ако овој предлог не се повлече од собранието, ние како парламентарна група на Влен нема да гласаме, но ќе бидеме категорично против. Немојте да додадете бензин во огин. Кампања се водеше на грб на уставобранителите. И веднаш по формирањето на новата влада, ВМРО-ДПМНЕ
ќе го покрене прашањето за вистинска правда за нашите бранители. Но од кога дојде на власт Мицковски, ова имаше да го каже за нив. Сум јас магионичарот, ниту па некому сум уветил дека утре кога ќе дојде ВМРО на власт, следниот ден тие ќе бидат ослободени, амнестирани и завршена приказка. 8-20 Никому не сум го ветил, ниту појавно сум го кажал. Потребни се нови моменти, нови докази за да можеме да направиме прогрес во тој случај. Дали може би веќе се обезбедени дел од нив? Не, до овој момент не. Дел од уставообранителите на социјалните медиуми го искажаа своето незадоволство, а Мицковски ова имаше да го каже за нив. Ки ги скоментирате реакциите, еве ние во време на ВМРО ДПМНЕ се уште сме во затвор, кој ги има дел од осудениците на социјалните мрежи. Дали ќе бидам напаѓан? Тоа е тоа, кога сте најгоре ветриштата најсилно дуваат. Така е.